Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив во следните 70 минути. Се раскинуваат договорите за концесија на 7 мали хидроелектрични централи во Националниот парк Шарпланина. Започна со работа факултетот за здравствени науки на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Се одржа првиот академски час на Техничкиот факултет во Битола за учебната 2022-2023 година. Во Тетово се дебатираше за трагите на староградската песна на балканските народи. Во Македонија, метар кубен огромно дрво и до 5000 денари. А на самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, пошто еве утре го празнуваме Светиот Јован Богослов или упокојувањето на Светиот Јован Богослов, оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за личноста и делото на овој голем и многу почитуван светител. Светиот Јован Богослов, апостол и евангелист, действеник и ученик на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Е син Заведеев и син на Салаумија, ќерката на Свети Јосиф Целомудрениот. Споменот на овој син на молњата се слави на денот на неговото упокојување, односно ете утре на 26 септември по стар стил или 9 октомври по нов. Поради тоа што секоја година од гробот на светиот апостол и евангелист Јован излегувал мек прав кој верните го собирале и од него се случиле голем број на чудеса и излекување, црквата го слави и споменот на овие чуда на Светиот Јован Богослов исто така на 21 мај или на 8 мај по стар стил. Поради посведочениот огнен и жртвен идеал на христијанската љубов, овој апостол е наречен и апостол на љубовта, а поради неискажаните височини на неговата богословска мисла, доделен му е ореолот како иконографски символ на неговата теологија со која се откриваат Божите тајни. Воедно тој е и првиот богослов на православната црква, еден од тројцата, при што другите двајца се Свети Григорий Богослов и Свети Симеон Нов Богослов. Светиот Јован Богослов бил повикан заедно со неговиот брат, неговиот постар брат Јаков, за да биде апостол од самиот Христос. Повик кој тие веднаш го прифатиле и пошле по него. По прифаќањето на овој повик, Светиот апостол никогаш не се одделил од својот учител и постанал еден од тројцата апостоли кои биле посебно блиски со него. Тој бил присутен при воскреснувањето на Иеровата ќерка, како и светото преображение на планината Таор. На тајната вечера пак Јован стоел веднаш до Христос, полагајќи ја својата глава на неговите гради. Потоа го следел учителот во Гециманската градина, од каде Христос бил одведен во дворот на првосвештениците и оттаму на судот па на Голгота. Сето тоа време Свети Јован Богослов бил покрај својот учител, жалејќи го и плакајќи го со своето срце. Покрај крстот стоел заедно со Пресветата Владичица наша Богородица, слушајќи ги зборовите на раснатиот Господ упатени кон Богомајката: жено, еве ти син, и кон него еве ти мајка. Од тој момент Светиот апостол
како сакан син се грижал за Пресветата Богородица и нејзи служел се до нејзиното успение. По успението на Богомајката, светиот апостол Јован заминал за Ефес и во другите градови во Мала Азија за да го проповеда Евангелието, поведувајќи го со себе и својот ученик Прохор. Запловиле со еден брод кој пострадал од голема бура и сите патници били изфрлени на брегот освен апостол Јован, кој се чинело останал во морското дно. Светиот Прохор горко го оплакал својот духовен отец и раководител и заминал на кај Ефес. На 14-тиот ден од неговото патување здогледал како морето изфрла тело на еден маж. Кога се приближил, го познал апостолот Јован Богослов, кој по сеј изгледа го преживеал бродоломот и бил сочуван жив од страна на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Тогаш заедно со Прохор продолжиле кон Ефес, каде свети Јован Богослов неуморно го проповедал Христа на незнабожците. Неговата проповед била придржана со многобројни и големи чуда, така што бројот на верните растел секојдневно. Токму во тоа време започнал прогонот на христијаните од страна на императорот Нерон. Јован бил однесен на судење во Рим, каде бил осуден на смрт поради исповедање на верата во воскреснатиот Христос. Но Христос, нашиот Бог и Спасител, го спасил својот избраник. Апостолот испил цел сад полн со отров и преживеал, а подоцна исто така останал жив и неповреден од казан полн со врело масло во кој бил фрлен на наредба од мачителите. Откако виделе дека не можат да го убијат, светиот апостол бил испратен во прогонство во Патмос. Таму апостолот поминал долго време, продолжувајќи ја својата проповед и чинејќи многу чуда. На тој начин ги преобратил сите жители на островот, осветлувајќи ги со светлината на Евангелието. Изгонил многу денови од паганските храмови и излечил голем број на болни луѓе. Тоа секако предизвикало гнев и страв кај локалните жреци, особено кај главниот жрец Киноп, кој ги повикал да го убијат апостолот на љубовта. Но Јован преку благодата Божја пројавена во него ги уништил сите демонски моќи со кои Киноп располагал, за на крајот самиот жрец да исчезне во длабочините на морето. Апостолот Јован се повлекол заедно со својот ученик светиот Прохор на осамена височина, каде се оддал на 3-дневен пост. Кога се молел, се вели земјата се тресела и молни татнеле. Прохор се исплашил и паднал на земја, а Јован го кренал и му кажал да го пишува оно што ќе му го каже. Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај, вели Господ кој е, кој бил и кој иде, Содржителот. Ова се зборовите од Откровението, откривајќи го Божиот дух преку светиот апостол. На тој начин, околу 67-та година, било напишано Откровението Јованово, познато и како Апокалипсис или Апокалипса, една од најконтраверзните книги од Светото писмо. После неговиот продолжен прогон, апостолот бил ослободен и се вратил во Ефес, каде продолжил да ги учи христијаните и да ги чува од лажни учители и нивните лажни учења. Токму во тој период во Ефес, во 95-та година, светиот апостол Јован го пишува Евангелието кое го носи неговото име. Во него тој ги повикува сите христијани да го љубат Бога и да се љубат меѓу себе и преку оваа љубов да ги исполнат Христовите заповеди. Поради учењето дека човекот не може да се приближи на Бога освен преку љубовта, црквата го нарекла светиот Јован апостол на љубовта. Надживувајќи ги сите други апостоли, светиот Јован Богослов бил единствениот жив сведок на земниот живот на Спасителот и неговото учење. Во неговите 3 соборни посланија светиот Јован говори за значењето на љубовта кон Бога и ближниот. Веќе во подминати години разбрал дека некој млад човек
застранил од вистинскиот пат и пошол како водач на некоја банда и кратци. Светиот Јован пошол во планината да го побара и кога младичот го видел старецот, поител да се скрие. Но светиот апостол Јован сепак го пронашол и му рекол дека ќе ги преземе сите негови гревови на себе, доколку младичот се покае и не ја уништи својата душа. Потресен од силната љубов на овој голем светец и старец, младиот човек се покајал и го исправил својот живот. Ете, токму за таква личност зборуваме. Човек кој сака да го жртвува својот живот за љубовта кон својот ближен. Кој кога наближило времето на неговото заминување од светот, тој заминал надвор од ефеските граници заедно со семејствата на неговите ученици. Ги замолил да му подготват гроб во вид на крст, во кој легнал, замолувајќи ги своите ученици да го покријат со земја. Учениците насолзени го целивале својот возлюбен учител и бивајќи послушни го покриле неговото лице со лесен материјал, а потоа целото тело со земја. Кога другите ученици дознале за погребот на својот учител, дошле на истото место сакајќи да се простат со него, го откопале гробот и виделе дека гробот е празен. Драги браќа и сестри, оваа прилика сакам да ја искористам да ја поканам сите вас утре на света божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе му воспееме на нашиот Бог и Спасител и ќе се помолиме на светиот Јован, како што пееме во тропарот, да го помоли нашиот Бог и Спасител за наше телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Единец се жени мајко денеска и во куќа тој ви носи сна убава. Тапа нека удри силно да се разле, доста време ергеновен да се захле. Прва радост ваша, сака да ви наздрави, еј со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари велике ти здравје. Ајде, запејте, време е за славје, валандовски сватбари ке свират до забајле. Единец се жени, мили татко мој, нале ракија и вино, јас сум родо твој. И за сета љубов јас ќе ви се одложам, твојта лоза, мили татко, ќе ја продолжам. Сака да ви наздрави, еј со полна чаша. Ајде,
zapejte, vreme je za slavje, Gospoda mi podari, velike ti zdravje. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, Valandovski svatvarike svirat do zabajle. Kada vi nazdravi, ej, sopolna čaša, ajde, zapejte, vreme je za slavje, Gospoda mi podari, velike ti zdravje. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, Valandovski svatvarike svirat do zabajle. Marketing. Sonce od tvojte rusi коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Što leči tažni duši, leko što solzi suši. Pej, živote pej, za mene pesma da mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna, koji tata si go vrvi veko. Pej, živote pej, za mene pesma da mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna.
prašam koji da znaje koliko zborot, koliko traje. Zborot što kako žaro žeži, zborot ko kamen teži. Zborot što kako žaro žeži, zborot ko kamen teži. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. На иницијатива на Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, на седница на Владата на Република Македонија беше усвоена информација во врска со статусот на договорите за концесија на малите хидроцентрали, лоцирани во зоните на строга заштита и на активно управување на Националниот парк Шарпланина, за кој се водеше постапка за спогодбено раскинување на договорите за концесија за користење на водата за производство на електрична енергија, информираат од Министерството. Со информацијата се опфатени 6 мали хидроелектрични централи лоцирани во зоните на строга заштита и на активно управување на Националниот парк Шарпланина, кои нема да се реализираат. Имено минатата година Министерството за животна средина и просторно планирање иницираше формирање на комисија во која членуваат и представници на Министерството за финансии и Министерството за економија, која ја разгледа документацијата за спогодбено раскинување на договорите за концесиите и потреба за обештетување на договорените страни. До Министерот за животна средина и просторно планирање беше доставен записник со детален преглед на сите реализирани трошоци од концесионерите, врз основа на што е изработен предлогот за спогодбено раскинување на договорите. Со предлогот за спогодбено раскинување на договорите за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија на малите хидроелектрани, предвидено е да се надоместат реално направените трошоци за реализација на договорите и уплатените трошоци на име на концесија. Покрај наведените со потребна информација доставен е предлог за спогодбено раскинување на договорот за концесија за мини хидроелектричната централа Шеличе, лоцирана на подрачјето на Националниот парк Шарпланина во зоната на одржливо користење, при што е постигната согласност со концесионерот да му се врати уплатениот концесиски надоместок. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Ке ти дојдам вечер јас во Сладова, ке ти легнам ти в која јасна певница,
Ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце.
Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Во рамките на фестивалот на староградската песна Теута во Тетово се одржа и научно-музичка манифестација Потрагите на староградската песна на балканските народи. Учесниците професори по музика ги представија своите научни трудови кои се поврзани со староградската музика по која се одвиваше и дебатата. Воедно со ваков вид на музика се представија неколку музички групи.
Идејата е да имаме манифестација на која научници од Балканот ќе ги пренесат своите сознанија околу староградската песна на различни локации. Јас лично преку мојот труд објаснувам кои се тие важни субјекти во негувањето на староградската песна после Втората светска војна на територијата на Македонија. Тоа се институции, културно-уметнички друштва, поединци, медиуми, сите тие кои помогнале се до денес да се зачуваат овие песни. Имаме илјадници примери на луѓе кои оставиле траги со нивните песни. Во суштина, градските песни како карактеристика ја имаат носталгијата. Носталгијата за сокакот, за пазарот, за училиштето, за љубовта, изјави Беким Рамадани, модератор и организатор на манифестацијата. Професорката по пијано Сонја Андонов ја презентираше улогата и значењето на Гиче Берберот во негувањето на староградската песна во Тетово. Таа посочи дека тој, иако бил бербер, во периодот меѓу двете светски војни, како еден од многу ретките музички писмени луѓе, помогнал на многу други да свират инструмент, а со тоа и да пренесуваат староградски песни на следните генерации. Гиче Берберот платил човек да го учи да свири и пее, па потоа и тој самиот држал часови. Ги учел луѓето да читаат ноти, да свират на гитара и мандолина. Сите занечи знаеле да свират. Тогаш од чаршиските моабети се создавала и песната која ја пренесувале. Тој бил сведок на многу случувања, на многу судбини и личности кои веќе ги знаеме дека се споменуваат во староградските песни. Во негово време настанала песната Благуње дече пожаранче, за Благуње од Пожаране која дошла во Тетово, а која татко ја криел по дома бидејќи била многу убава, истакна Сонја Андонов. На манифестацијата настапија триото Шербет, женската група Теута, како и вокалите Менсура Бази и Леутрим Зейнулаху, како и Зев Чоба. Nasred selo golemo, izvor voda studena, do voda ta studena, prava svadba golema, eve ja nevestata, oro togo zaigra.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Со свечаност беше означено почнувањето на работа на новиот факултет за здравствени науки при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Овој факултет за прв пат е акредитиран во новата 2022-2023 година, каде што има 3-годишни студии за медицински сестри и физиотерапија. Ректорот на Универзитетот Абдулменав Беџети и министерот за образование и наука Иетон Шаќири со пресекување на лентата означија официјален почеток на работа на оваа студиска програма. Министерот го донесе официјалното решение да го отвориме факултетот. Му се заблагодарувам на поддршката. Беше едно не толку лесно патување до оваа состојба, затоа што оваа област е многу регулирана и законски и со подзаконски акти и се разбира поминавме низ сите институционални филтри за да стигнеме до тука. Подготвивме техничко-технолошки инфраструктура за да можат нашите студенти да имаат практична настава која според студиските програми представува 50% од наставниот процес. И средните медицински училишта можат да користат услуги во овој дел на Универзитетот на Југоисточна Европа, изјави ректорот Абдулменав Беџети. Министерот Шаќири посочи дека му е чест и задоволство од тоа што го виде денеска на универзитетот, особено поради можностите за практична настава. За мене како министер е многу важно кога теоретскиот дел на наставата има многу добра прилика да се реализира преку практичниот дел од наставата. Тоа го видов денеска, како ќе се реализира практичниот дел од наставата. Јас универзитетите ги гледам како институции кои треба да соработуваат, но исто така, освен соработката меѓу универзитетите, ќе треба да има и соработка помеѓу училиштата, заради тоа што со тоа ќе се добие нов наставен кадар за средношколците и студентите, истакна министерот Иетон Шаќири. Двата студиски програми за медицински сестри и за физиотерапија имаат максимален капацитет од 150 студенти, но во првата година овој број е многу помал. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Какво пусто време дојде, се одродивме. Брат од брата да се делат, да не се видат. Мајка, татко и не жалат, кој што стигне се продават. Еј, браќа христијани, освестете се. Родна земја не продавајте, зарам пари, нема среќа, не се живе. Човеков над ваши внуци, параднуци, што за тие пусти пари се продадовте. Браќа христијани, освестете се. Пак над Балкан очивија, пак ми пешчетени шија. Дење ноќе сал се токма, време чекат да не сотрат. Освестете се.
slavna, su krv se branela. Majka tako sve ti bile, po 10 narod čuvale. Ej, braća hrišćani, osvestite se. Rodni kući, rodna zemlja, ne prodavajte. Na Rampari nema sreća, ne se žive. Ćeve kol nad vaši vnuci, para vnuci. Što za tije pusti pari se prodadošte. Ej, braća hrišćani, osvestite se. Pak nad Balkan oživijat, pak li peščećeni šijat. Belje noće, salse tokmat, vreme čekat, dane sotrat. Ej, osvestite se. A od svega, mili Bože, kletva neka je. Oj prodade rodna zemlja, aram da mu je. U tije pusti kleti pari, samo grobnici da pravi. Ej, braća hrišćani, osvestite se. Rodni kući, rodna zemlja, ne prodavajte. Na Rampari nema sreća, ne se žive. Ćeve kol nad vaši vnuci, para vnuci. Što za mir pusti pari se prodadošte. Hrišćani, osvestite se. Pak nad Balkan oživijat, pak li peščećeni šijat. Denje noće, salse tokmat, vreme čekat, dane sotrat. Ej, osvestite se. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000.
Маркетинг. Večerva da vi zapeam, radosta i tagata da ja opeam. Site što ste dojdeni, ve pozdravujem, iso čaša krenata, vina zdravu vam. Ajde se ga stanete, site na noze, makedonski da me pokrene. Devojki su konkovi, samo mešajte se do kapka posledna da se ispije. Silno grmnete, seka pesna od srce da se zapeje. Neka prije, neka gori, durne osamne, može noćva posledna, keni ostane. Ajde se ga stanete, site na noze, ritam od makedonski da me pokrene. Devojki su konkovi, samo mešajte se do kapka posledna da se ispije. Ga stanete, site na noze, ritam od makedonski da me pokrene. Devojki su konkovi, samo mešajte se do kapka posledna da se ispije. Ajde se ga stanete, site na noze, makedonski da me pokrene. Devojki su konkovi, samo mešajte se do kapka posledna da se ispije. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Со посебна свечаност во присуство на повеќе гости на Техничкиот факултет во Битола се одржа првиот академски час за генерацијата Бруцоши 2022-2023 година. Новата академска година на Техничкиот факултет ја започнуваат 120 Бруцоши, а деканот Митко Костов информираше дека оваа високообразовна институција, како еден од најстарите факултети во Македонија, продолжува да се промовира користејќи ги современите методи со цел што повеќе идни студенти своето школување да го продолжат на Техничкиот факултет, кој се одликува со добра опременост и над 50 врвни професори. Денешниот ден е синоним за нови почетоци на нова фаза во животот на студентите. Ова е еден од најубавите периоди во животот на младите луѓе, период кога тие треба да се доизградуваат од културен аспект, од интелектуален аспект, од морален аспект и така натаму. Првиот успешен чекор е направен, се запишаа на најголемиот факултет на нашиот универзитет. Сега останува со учење да го верифицираат своето знаење. Успешна академска година на сите студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски им посака и градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, кој присуствуваше на првиот академски час на Технолошкиот факултет. 61 година постоење на Техничкиот факултет на вистина заслужува почит. Битола има факултет и добра база во која како општина и како граѓанско општество, како стопанство, можеме да го искористиме сето она што овие факултети одсекогаш го нудат. Машинскиот, сообраќајниот факултет, воопшто Техничкиот факултет се основа на се она што значи за развојот на Битола. Се надевам дека во иднина така ќе продолжи. Сакам да им честитам на бруцошите и да им посакам да бидат успешни и добри граѓани на нашата земја, на Битола и да останат тука, да бидат нова сила на градот, изјави градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, кој испрати честитки и до Игор Неделковски, новиот ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски. Градоначалникот Коњановски најави интензивирање и зајакнување на соработката и со останатите единици во рамките на универзитетот, во насока на понатамошно градење партнерства и реализација на зацртаните приоритети во потпишаните меморандуми за соработка. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Slika ubava, majko ena duša, lična kalina, ejo davnina, kažna skazna majko stara mi napiša. Македонија. Македонија. И до 5000 денари достигнува цената на метар кубен огревно дрво. Семејствата кои се греат на овој начин во зимските месеци се жалат дека никогаш цената на огревното дрво не била толку висока. Снежана Стојановска од Тетово вели дека ваквото поскапување многу ќе влијае на домашниот буџет, особено кога и се друго е поскапо. Сите имаме претпоставки колку, да речеме 7, 8, 9 метра дрва користиме зимно време, но ако зимата биде многу поладна, значи многу повеќе ќе треба да се потроши, а како што секоја недела се поскапи и поскапи. Сега, моментално, тој што би решил да се грее на дрва затоа што информациите се нема да има струја, скапа струјата, да се префали на дрва. Мислам дека испод 75 евра нема шанса да купи дрва. Според регулативата на јавното предпријатие Национални шуми, 1 метар кубен дрва за огрев е 3000 денари. Директорот Валентин Груевски вели дека приватните оператори кои соработуваат со нив ги зголемуваат цените во местата каде што нема блиска шума. Цената во Скопје е највисока, во останатите градови е пониска. Најмногу мислам поради тоа што се работи за големи далечини на транспорт до Скопје. Бидејќи Скопје е голем пазар, а нема блиску шума која може да го задоволи неговите потреби и од подалечните краеви се носат дрвата и мислам дека поради тоа е зголемена цената. Она што јас сум го слушнал неофицијално, значи сепак неофицијално, некаде кубик огревно дрво ДАБ достигнува до 5000 денари. Александра Котели од Државниот пазарен инспекторат објаснува дека според најновата одлука на владата, трговецот може да ја определи цената со максимални 10% маржа на набавната цена. Од периодот од 22.7. до 28.7. извршени се вкупно 131 инспекцијски надзор на територијата на цела Република Северна Македонија, каде што се утврдени 7 неправилности и издадени се 14 прекршачни платни налози. Но ова е пред донесувањето на одлуката. По донесување на одлуката, од периодот од 11.8. до 2.10.2022 година, извршени се над 45 инспекцијски надзори по однос на одлуката на владата и издадени се 4 прекршачни платни налози, и тоа во Гостивар и Кавадарци. Од јавното предпријатие Национални шуми тврдат дека дрво ќе има, но не се знае дали ќе ја задоволи побарувачката. Оваа година побарувачката на огревно дрво е многу поголема, а според нив ваквата состојба е вештачки наметната, па поради енергетската криза и семејствата што се греат на струја купуваат дрва на залиха. Македонија. Македонија.
Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Ke slušna muzika, mana imam golema, pejam, pijam, lumpuvam, trošam para posledna. Štom ke slušna muzika, mana imam golema, pejam, pijam, lumpuvam, trošam para posledna. Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Ušte pijan od sabajle, žena mi si ima gajle, po džepovi šepka bara, da si najde nešto para. Ušte pijan od sabajle, žena mi si ima gajle, po džepovi šepka bara, da si najde nešto para. Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. И за крајот неколку куси вести. Тетовската полиција информира дека е лишен од слобода 25-годишник од Голема Речица, осомничен за кражба на 3 електрични тротинети и велосипеди. Полициски службеници на СВР Тетово во Тетовска Мала Речица го лишиле од слобода 25-годишникот АР од ова село поради сомнение дека изминатите неколку месеци извршил 3 кражби на електрични тротинети и велосипеди, информира портпаролот Маријан Јосифовски. Жена на 68 години како пешак е тешко повредена во сообраќајна незгода случена на булеварот Маршал Тито во Тетово. Во неа удрило возило управувано од 36 годишник од Тетовска Голема Речица. На улица Маршал Тито во Тетово патничко моторно возило Фиат Пунто со тетовски регистарски ознаки управувано од 36 годишниот БН од Голема Речица удрило во 68 годишната тетовка МС како пешак. Во несреќата МС се здобила со тешки телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница. Во изминатите 9 месеци од оваа година, како впрочем и лани, најчест сообраќаен прекршок на поширокото тетовско подрачје бил пребрзо возење, односно неприлагодена брзина според условите на патот.
Во овој период вкупно се откриени и законски санкционирани 5111 пречекорувања на максимално дозволената брзина во најголем број надвор од населено место, пред се на автопатот Гостивар-Тетово Скопје. Покрај ова санкционирани биле и 1306 лица кои ги управувале возилата патнички и товарни без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, како и 767 возачи кои не им дале предност на минување на пешаците, дури и на обележаните пешачки премини. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Ве очекувам во добро расположение и следната сабота во исто време. Пријатен ден! Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Може да те одречат, други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме,
jeste.